Тоа е бодибилдинг, хормони. Дали сметаш дека тоа е добро? Сметам дека тоа е одвишок, не е потребно. Сите имаме одреден генетски потенцијал. Со стимулација со хормони може да се подигне за уште плюс 50%. Резултатите се добиваат многу брзо. Што предизвикува? Што се случува со телото внатре? Што се случува со органите? Хаос. Тестостеронот стимулира раст на мускули, ама срцето е мускул. Како срцето ќе хипертрофира, можноста за контракција се намалува. Со висок тестостерон, тестисите практично престануваат да работат. Тек на време се намалуваат, нема продукција на сперма. Кај женските настануваат многу често иреверзибилни промени, зголемување на клиторис, зголемена влакнавост, угрубување на лицето. Значи тоа се работи кои што не се враќаат. Што многу е битно, се добиваат на црно. Не знаеме никаков квалитет и ништо, и она што никогаш па не се зборува е дека толку високи нива на тестостерон кај мажите носат ризик за канцер на простата. Периодите на менопауза, хормоналниот дисбаланс кај мажите. Жените буквално телото им се менува како што кажуваат. Вчера беше едно, денеска е друго. Големи психолошки промени. Андропауза, дали е мит или не, тоа е многу често прашање. Процесот е многу похуман. Многу често се шалиме дека жените во менопауза се дебелеат, мажите во андропауза купуваат нова кола. Што правиме со стресов? Несоницата. Процесот на спиење, на апетит, на расположение, тоа се најинтимните делови од нашиот живот, се диктирани од нашите хормони. Има ли љубовни хормони? Се стимулира при најчесто физички контакт, прегратка, бакнеш, значи нешто што го споделуваме со блиските. Бакнеш подолго од 6 секунди и хак подолго 20 секунди, тогаш се почнува да се лачи окситоцинот. Можеме да ги стимулираме гледачите малку помалку да јадат пред телевизија, повеќе да го делат оброкот со саканите. Здрав оброк со некој кој што ни значи, на маса нареден, не пред телевизија, не пред Netflix. Значи има филозофија и во тоа и зашто медитеранскиот начин на живот е најдобар. Почитувани гледачи, почитувани слушатели, денеска сме 7 епизода и ми е посебно задоволство што денешен гостин имам специјалист по ендокринологија, многу актуелна специјалност со голем број на проблеми во секојдневниот живот, кои што се пациенти на мојата драга колешка што е денешен гостин. Моја гостинка е доктор Надица Божиновска Димова, моја драга колешка и пријателка веќе подолги години. Па, Најца, добро дојде во мојот подкаст. Добро, ве најдов, ми представува голямо задоволство што сум тука. Подкастот е многу актуелен и мислам дека може да имаме многу забавна тема. Особено ми е драго што сум број 7. Да, мојот омилен број, така да... Баш ми е драго. Бидејќи идејата е да биде онака и нивото на кој што ние ќе разговараме, да биде баш разбирливо за нашите гледачи. Да не биде онака како што збориме на стручен колегиум, него едноставно секој збор кој ќе го потребиш или хормон или така натака, едноставно би сакал на кратки црти тоа да се објасни за да биде поразбирливо. Кога го правевме програмов, мислам целата прашањава, навистина дојдов до еден одличен број на прашања кои што се баш онака се среќаваат во секојдневниот живот. Диабетот, стално ќе се каже ендокринолог се мисли на диабет, и така натака, дали се за возрастни, дали се за деца. Ние затоа тоа прашање реков ќе оставиме на крај. Ќе одиме со ние теми кои што се поактуелни, но пред да започнеме, ја би сакал чисто на кратко, како секој гостин што го замолувам, да ни каже што е специјалноста по ендокринологија, што све зафаќа ендокринологијата и што каков тип на пациенти најчесто доаѓаат кај тебе. Ендокринологијата е доста актуелна гранка сега, која што верувам дека својата вистинска експанзија ќе има веројатно во наредниве 10 години. Меѓутоа на кратко представува дел од медицината која што ги изучува хормоните. Хормоните се оние мали молекули кои што ги излачуваат жлездите со внатрешно лачење или ендокрините жлезди, од тука и самото име. Во превод тоа значи дека ендокринолозите работат со хипофиза, работат со тироидна жлезда, со панкреас, со надбобрежни жлезди, со половите, со репродуктивните жлезди, тестиси и јајници и одредени други хормони кои што не се излачуваат од вакви специфични органи, односно жлезди. Она што е во превод ендокринолог се лекарите кои што покрај со дијабетесот работат со проблеми со надбобрежната жлезда, болести како Кушинг, како Адисонова болест, работат со полицистични јајници, дефицит на тестостерон, вишок на тестостерон. Така, значи ова ќе биде баш, јас затоа и викам на секоја епизода која ја правиме, онака викаме само фаќаме дел од областите, иначе да земеме само за Кушинг да збориме, имаш цела емисија да направиме. Ќе почнеме со онака, ми беше, бидејќи повторно ги гледам прашањава се пред мене, бидејќи реков инзулинот, диабетот ќе оставиме на крај. Дај да почнеме со она што е, не знам, епидемија, тоа е дебелината. Мислам,
веројатно доаѓаат пациенти доста кај тебе и ме интересира чисто кој е твоето мислење. Значи доаѓа пациент кој што има повеќе килограми од тоа што треба да ги има, кој што вика еден мој другар, долговечен човек, дебел не можеш да видиш, претежно све се слаби. Значи што советуваш претежно кај пациентите кои доаѓаат или што превземаш како процедура? Доаѓа, имам килограми, што треба да се провера, пример, наједноставно. Дебелината заедно со дијабетесот се едни најчестите состојби кои што доаѓаат во мојата амбуланта, пациенти односно со тие состојби. Она што е многу битно да се свати дека не постои easy fix. И во принцип, ако ги споредуваме гранките, ендокринологијата веројатно се филозофите на медицината, затоа што ретки со ние животно загрозувачки состојби се одвива многу споро. Затоа што ако постои одреден хормонски дисбаланс во форма на дебелина, за тоа да се среди потребно е многу време. Тоа значи дека ендокринологот мора на ум да има многу карти за кои што ќе мора многу споро да ги вади една по една, а пациентот ќе треба едноставно да биде трпелив. Конкретно, кога ќе дојде во амбуланта некој пациент, прво што се договараме е правиме лабораториски анализи, кои што може да потврдат или може да исклучат одредена медицинска состојба, болест која што практично може би ја предизвикала дебелината. Ако ги исклучиме сите тие потенцијални болести, односно пациентот е здрав, единствена состојба која што му пречи во животот дебелината, тогаш секогаш имам тенденција да имам еден искрен разговор, еден на еден со пациентот, да видиме каде е проблемот, затоа што не секогаш дебелината е право пропорционално преадување. Не дека пациентите намерно јадат и доаѓаат до таа килажа, него е нешто што е многу покомплексно. Во принцип дебелината е склоп на општеството во кое живееме. Па не, стално го викам дали дебелината доведува до шеќерна болест или шеќерната болест доведува до претежно они претежно се слаби кога има дијабет, не се поправени, али повторно сметам дека тоа што го напомена е дека ако ќе ги исклучи сите тие хормони, да речеме, например, кои хормони највише ги испитуваш, пример, кога доаѓаат? Секогаш испитуваме глукоза и инсулин, зашто дебелината е еден од главните ризик фактори за дијабетесот. Меѓутоа испитуваме кортизол, хормон кој што како знае да трупа масти околу абдоменот. Што е кортизолот, да се објасни како? Кортизолот е еден од најпознатите стрес хормони кои што ги лачи надбрежната жлеза, има многу важни улоги во телото, значи тоа е задолжен за одржувањето на натриум во нашата крв, одржување на крвниот притисок. Меѓутоа во патолошки концентрации развива многу болести. Една од нив е и дебелината. Така. Покрај тоа секако нели стероидните хормони, меѓутоа проверуваме како функционира црндроб, како функционираат бубреци, практично ги исклучуваме сите потенцијални ризици. Така. И од тој аспект настапуваш, да речеме, кој што викаш, има на тенка граница е дали ќе имаме разговор со него кон психологија и терање на пациентот да се доведе до состојба која што и посакувана телесна тежина која што оние треба да има, или имаме некој хормонален дисбаланс кој што треба да го регулираш. Ако се појави одреден хормонален дисбаланс, постои ли лек за тоа? Има ли лекови што ги користиме? Апсолутно, значи самата дебелина е практично. Ако има зголемен кортизол, што користиме, пример? Да имаме лекови или повторно се оди кон диететски режими и така натака? Ако имаме зголемен кортизол, најчесто се преминува кон хируршка мерка во зависност од тоа која жлезда представува проблем, дали самиот надбубрек или хипофизата. Така. Значи тоаш мора да се реши на друг начин. Да, па да се види дали тоа ќе доведе до редукција во телесната тежина или одиме повторно со третман на дебелина. Доста се актуелни, усвари секогаш биле актуелни, не се тоа од сега, имало стално нешто се пие, сега има одредени инекции кои што ги даваат и кои што мислам дека се проширени, не знам, на светско ниво страшно големо. Конкретно, дали кои се тие инекции и што ќе кажеш за нив, да речеме? Па потребата по совршено тело веројатно од секогаш била тука меѓу нас. Меѓутоа ова се први лекови што се нашироко прифатени во медицината, затоа што бројот на несакани ефекти е мал, ризик како ризик од лек секако постои, меѓутоа бенефитот е најчесто многу поголем од сите несакани ефекти. Тоа се практично GLP-1 рецептор молекули. Што би значило тоа у превод?
GLP тоа е една мала молекула која што природно има во нашето тело, ја лачат нашите црева. Незината функција е при внесување на оброк, Добро. да стимулира да се лачи инсулинот и го блокира глукагонот. Глукагонот е инсулин, е хормон кој што исто така се лачи од панкреасот, меѓутоа има спротивна функција на инсулинот. Така. Кај луѓето со дебелина и со диабетес има нарушување помеѓу овие два хормона и дополнително што е битно е дека овие GLP молекули во принцип не прават сити затоа што успоруваат празнење на стомакот. Така. Лековите се темелат на тоа што прават здрава конкуренција на овие молекули, практично ги стимулираат повеќе да ги има во организмот. Со овие лекови луѓето генерално се во заблуда дека некако магично им ги топи маснотиите. Така. Меѓутоа во основа се работи за намалување на апетит и успоредно празнење на стомакот, да. А како се примаат инекции се тоа така или во која форма ги има? Ги има во форма на еднонеделна инекција, значи се става еднаш неделно или во форма на таблетка која што се земат секој ден. И колку време ги примаш тие инекции? Тоа е доста интересно прашање. Ако се работи само за дебелина, минимум неколку години. Неколку години треба да се боцкаш. Да. Добро, сега боцкањето е супкутано, нели, не е мускулна инекција, самостојно се става дома, меѓутоа логиката е нели исто како со детето, ако некој ја прима терапијата година дена и ја добие таа килажа што ја сака, ако најнаш прекине, килажата ќе се врати. Аха. Значи нема сам еве да речеме си приметил, али веројатно ти доваѓаат пациенти кои се боцкаат. Приметуваш разлика кога се појават, имаат редукција на килажа? Апсолутно, со тоа што ефектот варира, зависи прво колку капацитет има нашето тело за тие рецептори и второ што ќе правиме. Значи повторно се свезува на нашите животни навики. Така. И она што е многу интересно е дека на телото му требаат 3 до 5 години да биде под одреден начин на исхрана, под одреден лек за да свати дека таа килажа и тој начин на функционирање му е нормален. Затоа сите оние кратки диети во принцип не функционираат. Како ти изличи фастингот како диета, дали ти се свија? За мене лично не, пошто пробав и не можев да издржам, меѓутоа дава одлични резултати и во однос на бројки и кај пациенти, ама кај оние што стварно го практикуваат. Јас го практикував и мене мислам дека одлично ми пријаше. Не сум се знам дека многу мои познаници се боцкаат со овие инекции за слабење, али ми е интересно што тоа што го напомена дека тоа може со години да трае. Мене и тука се да речеме нема ли некој психолошки момент кога да речеме ти имаш не знам 90 кг и се боцкаш доаѓаш до 80 кг. И тоа ти е тебе идеална тежина. И сакаш да кажеш ако престанам со боцкање, дека повторно ќе се вратам до 90 кг. Че зависи како е тие лекови имаат дози. Значи прво зависи до која доза ќе стигнеме, дали до најсилната. И сега ако од најсилната човек најнаш го прекине лекот, веројатно апетитот повторно ти се на ента степен и почнеш пак да јадеш. Затоа постепено намалуваме. Јас имам пациенти со кои што веќе примаат неколку години, полека сме во фаза да кажеме на намалување на дозата, имаме успешни приказни. Не, сигурно, само мислам треба решителност. Да, мислам беше онака интересно бидејќи ова се повеќе ме прашуваат дали ја се боцкам, дали да не се боцкам. Сега на пример не сум присталица многу за за хемија од таков аспект, али гледам дека е навистина на светско ниво е екстремно распространето оваа терапија. Како да е крстам терапија или не знам како да е крстам. Али не знаев дека е толку долгорочен процесот и дека толку има шифтање од една од друга зона, значи немаш нагло да прекинеш, да доеш до идеалната тежина за тебе кој што сметаш и да речеш окей, не примам веќе инекции, не ќе веќе. Тоа е најголемата грешка. Значи мора не смеш, значи мора да иде постепено тоа. Кога не доаѓаат кај мене во ординација, викаат сакам 6 месеци да примам терапија, тоа е тоа. Во принцип ефектот е практично никаков, затоа што ова се лекови кои што се нели одобрени за медицински третман на дебелина, исти кога мора да се направи правилна проценка кога да се дадат. Так, а не како што се злоупотребува кај нас и во секаде во свет. Таблетиве си ги истиот принцип го имаат, само еднодневно, секој ден ги примаш и истиот. Не знам, а што е подобро по принцип, таблетите или инекциите? Лична преференца најчесто се сведува. Да, што повеќе За некој е поголем комфор еднаш неделно, за некој да не е инекција. Така. Добро, интересно, мислам ја баш онака и мене, јас сум онака се не знам што попрво те прашам бидејќи мене ме заинтригира ова што се однесува до начинот на конзумирање и на зимање на овој тип на терапија или како да ја крстам. Дали треба со спорт да се комбинира тоа? Не знам како. Апсолутно, значи кога се губи килажа, ние немаме контрола колку губиме мускул, колку губиме масно ткиво. Так. Едно од главните работи е редовно вежбање за да можеме да го сочуваме мускулот, затоа што ако имаме пациент кој што изгубил 30 кг, и од тие 30 изгубил 15 кг во мускул, практично ризикот за болести останал низ како со тие плюс 30 кг.
Така. Тоа е една од главните борби со пациентите, физичката активност. Значи мора да биде у комбинација. Апсолутно, заедно со здрава исхрана и здрав начин на живот. Без тоа е многу тешко. Вежбањето и користењето на одредени хормони кои што се повеќе се зимаат за мускулна маса, за чистење или како да го крстим. Како сметаш, дали сметаш дека тоа е добро по тебе? Како ендокринолог, да речеме вежба фитнес, он стварно фит изгледа, одлично изгледа. Дали по тебе треба да примаат таков тип на тестостерон, збориме најчесто? Дали треба да се прима или не треба да се прима по тебе? Тука има два проблеми. Првиот се професионалните билдери, кои што во денешно време се многу различно, него ли ние што биле различно изгледаат, него ли ние пред 20 години. Тоа значи дека хемијата е многу напредната, меѓутоа оние што доминираат во бројка се младите луѓе кои што сакаат за многу брзо време да добијат многу добри резултати. Така. И тие се оние кои што многу често доаѓаат исто така во ординација. Како лекар, како ендокринолог, сега го сметам дека тоа е одвишок, дека не е потребно. Така. Затоа што мускулот е создаден од мускулни влакна, кои што нели се создадени мали елементи наречени саркомери. Тоа е практично како дрво со различни прстени. Сите имаме одреден генетски потенцијал. Колку и да вежбаме, дрвото може со одреден потенцијал да порасне. Меѓутоа со стимулација со хормони, најчесто тестостеронот, меѓутоа и хормонот за раст, генетскиот потенцијал, ако тој е одредениот врв што го знаеме, со хормони може да се подигне за уште плюс 50%. 50%. Тоа е огромна бројка. Ама, Но добро. нашо е битно е дека резултатите се добиваат многу брзо. Он, да речеме, вежба, пример, не знам, 6 месеци почнува да се боцка со тестостерон или со хормонот за раст, што викаш. Што предизвикува? Значи, он најдобро може физички да изгледа добро. Што се случува со телото внатре? Што се случува со органите? Хаос. Комплетен. Наједноставно кажам. Да, затоа што тестостеронот, нели, стимулира раст на мускули, ама едно од работите кои што сите ги заборавате дека срцето е мускул. Како срцето ќе хипертрофира, можноста за контракција се намалува. Дополнително со висок тестостерон, тестисите практично престануваат да работат, преминуваат во состојба на хибернација. Тоа значи дека со тек на време се намалуваат и после одреден период нема продукција на сперма. Кај женските настануваат многу често иреверзибилни промени, од типот на зголемување на клиторис, зголемена влакнавост, огрубување на лицето. Значи тоа се работи кои што не се враќаат. Мајко, значи не знам, по принцип од една страна добиваш тоа што го добиваш, што сакаш да го добиеш, да, цената е висока навистина и јас стално викам и тие што се занимаваат со професионален бодибилдинг е навистина огромна жртва. И мислам како секој спорт начално, али овде е онака баш под притисок, немаат огромен притисок за по мене бар не знам. Али едноставно сега затоа разговараме, ова е поише докторски, мислам као доктор ти доаѓа бодибилдер, веројатно истото ќе му го кажеш, без разлика дали му се свиѓа тоа или не му се свиѓа како одговор, али како медицин, како сега дека доаѓаме ние до различен број на различен тип на информации што може да ги добиеш, секој се што пишува и прави, али од медицински аспект се базични работи. Значи ти ако му даеш на организмот нешто што он нормално го има, а ти сакаш да му го даеш да го има повеќе од тоа што сакаш да има, нормално дека ќе предизвика нешто што не сакаш така. Тоа се огромни количини што многу е битно се добиваат на црно. Да, тоа е. Значи не знаеме никаков квалитет и ништо. И она што никогаш па не се зборува е дека толку високи нива на тестостерон кај мажите носат ризик за канцер на простата. Возраст, и мене и тоа ми е интересно. Значи, има ли некаква граница, значи се веројатно деца уште од мали почнуваат билдинг да вежбаат. Веројатно може да замислам што би се случило да земам тестостерон на 20 години. Уште нема ни деца, нема ни фамилија, но ти едноставно го добиваш тој хормон у таа фаза кога нормално го имаш најмногу веројатно во животот. Или има врска да речеме ако земаш тестостерон на 80 години или на 70 години вежбаш.
Како сметаш, дали има разлика во однос на тоа? Едната разлика е дека ако млади го злоупотребуваат, 5% од нив ќе останат стерилни. Тоа е 5%? нешто, да, тоа е сепак голема бројка, нешто што апсолутно ќе им го промене животот, а другото е кај возрастните најголемиот ризик е кардиоваскуларниот. Така. Затоа што тестостеронот е таков вид на хормон, ги таложи мастите околу стомакот, зголемува потенцијал за раст на бројка на еритроцити, црвените крвни зрца, згрчување на крвта и носи навистина голем кардиоваскуларен ризик кој што веројатно не се исплати. Хормонот за раст? Хормонот за раст се користи особено кога се користат високи нивоа на дози на тестостерон, затоа што тој пак преку различни механизми ги стимулира тестисите колку можат природно да стимулираат. Најголемата кавга, да кажам, условно кажано во амбуланта е секогаш затоа што они имаат еден протокол кој ќе прекинат со тестостерон, примаат хормони кои што се мимикрија на хормоните во хипофизата, на ФСХ и ЛХ, со цел да ги стимулираат тестисите да проработат, затоа што ако некој земал огромни дози на тестостерон и наеднаш ако прекине, треба време додека тестисот се врати во нормал. Ако се врати. Да чекаат, ако се врати. Они не ќе да чекаат, ги земаат овие хормони и практично целиот живот им е хемија. Да, страшно. Мислам, не знам, по принцип огромна жртва, не знам дали кој ги советува или без разлика, мислам дека и кога се занимаваш со кој било спорт, валјда, се консултираш со доктори, дали е добро, нешто не е добро, ништо не би се взимало нешто на своја рака, мислам и најголемите вршински спортисти се консултираат со лекари. Апсолутно. Дали смее или не смее, така да ова ми беше битно бидејќи имаме голем број на другари кои што се занимаваат и навистина како ќе видиш фит се супер изгледаат и све тоа, ама Долготрајниот ризик никој не може да го процени. Да, не може да го процени, така да значи твојот совет е кога доаѓа ако веќе земал, значи ако веќе он земал големи дози и едноставно сака да престане, кој ќе дојде кај тебе, ти што го советуваш, што треба он да зима тогаш принцип? Најчесто ендокринолозите се за наеднаш да се прекине со се, да се истрпат тие неколку месеци на агонија кога ќе кризира и самиот мозок и самото тело за тестостерон со цел да сами проработат тестисите. Се работата е што медицината не е скроз на чисто, дали е подобар начинот кој што го практикуваат во пракса или скроз да се прекине наеднаш, затоа што не е етички да се прават такви студии. Никој нема да дозволи да се направи таква студија со толкави дози на тестостерон. Така. И сите клинички студии кои што се во моментов практично се прават на луѓе кои што своеволно тоа го прават. Примаат толкави дози и прекинуваат. Да, или постепено дадат со оние хормони кои што се мимикрија на хипофизните. Така. Има многу недоумици, она што мислам дека е главен проблем е тоа што ендокринологијата има некои генерални рамки за нормала. Доколку видина некако успееме да имаме индивидуализирани лични и референтни вредности. За Чадик, за мене, за било кој, сметам дека би постигнале напредок и дозирањето на тестостерон би било многу попрецизно и многу подобро. Така. Стварно треба човек да ги знае крај крајава. Мислам и да почне да зима или како да го прави тоа. Јас стално викам секој си одлучува за себе што сака да прави, ако не е малолетен, кај што треба некој друг да одлучува. Али пак мислам дека треба добро да се информираат пред да почнат со такво нешто, треба луѓето да знаат. Затоа и се овие подкасти, затоа ги правиме овие подкасти. Не од аспект на некого да му го сменам ја мислењето или да влегувам у некакви дебати или не знам, туку едноставно од аспект на доктор да кажеш твое мислење, дека ако тоа се прима од мој аспект, од моја може да го почитуваш, тоа може да не го почитуваш, јас сметам дека не треба да го примаш заради тоа и тоа. А твое дали ќе го правиш тоа. Така да, како за милион други работи што има, мислам сме. Во амбуланса секојаш ги прашувам од професионалните билдери што се надпреваруваат, ја сите се со стомашни, меѓутоа личат дека имаат стомак. Така. Тоа е од долгогодишна злоупотреба на хормони и практично внатрешните органи се зголемуваат. Самите органи? Црниот дроб и сите други практично ги стискуваат цревата нанапред. Они се полни со мускули, меѓутоа ако се забележи на сликите личи како да имаат мало меше. Така. И обично мислам дека тоа најмногу допира до оние што доаѓаат чисто да се информираат во однос на допинг и се. А има многу млади пациенти од 20 до 30 години во Македонија. Тоа е, затоа и прашав за возраста, бидејќи многу се вежба, многу се прави, што е све супер, спортуваат луѓе така натака, али затоа и сакав да ја фатиме оваа тема, чисто онака да напоменеме дека треба да се внимава. Кога се прават такви работи не е безазлено, дека последиците се многу големи после тоа. Во најмала рака бар редовни анализи. Да. Значи крвна слика, вредности на тестостерон, естрогенот се покачува,
Сега би отишол, битни се, бидејќи имаме гледачи од таа старосна возраст, а тоа се периодите на менопауза и на хормоналниот дисбаланс кај мажите. Значи, конкретно ме интересира што се случува кај жените, што се случува кај мажите кога влегуваат во таа фаза на менопауза или така натака. Наведум слични, а многу различни. Менопаузата представува наеднаш преку ноќ престанок на лачење на женските полови хормони. Жените буквално телото им се менува како што кажуваат. Вчера беше едно, денеска е друго. Тоа е официјално моментот кога прекинува репродуктивниот живот на жената и сите тие наеднаш промени неминувно дека носат големи психолошки промени. Жените се збунети и исплашени, меѓутоа она што е многу важно е дека носат здравствени ризици. Така. Наеднаш тоа правење на естроген и прогестерон носи ризик за многу метаболни болести, од кои што претходно жените биле заштитени благодарејќи на овие хормони. Доминантно тоа се кардиоваскуларните, диабетесот и остеопорозата или болеста на коските. Така. И да речеме, а кај мажите? Кај мажите, андропауза, дали е мит или не, тоа е многу често прашање. Процесот на опаѓање на секрецијата на тестостерон, значи на лачењето на тестостерон е многу постепено. Така. И тоа се случува, значи не е исто на 40, 50, 60, 70 години, меѓутоа процесот е многу похуман. Така. И настанува многу спор. Да речеме кај жените влие ли на сексуалниот живот или кај мажите? Да речеме на возраста, ако настануваат овакви хормонален дисбаланси кај мажите и кај жените, да речеме и тоа како прашање да го поставам. Апсолутно влие кај мажите и кај жените. Кај жените самите промени на телото се оние кои што се најшокантни и во принцип психолошки негативно им влијаат. Иначе хормонски ако гледаме, со само за тоа што се намалува естрогенот, тестостеронот не е дека се покачува, меѓутоа како попотентен хормон по секоја логика би требало да го зголеми либидото. Меѓутоа тука е тој момент кога психолошкиот степен на разочарување, на промена е премногу силен. Кај мажите апсолутно настанува намалување на либидото, на сексуалниот потенцијал и нели многу често се шалиме дека жените во менопауза се дебелеат, мажите во андропауза купуваат нова кола. Добро, тоа ќе одиме на третото прашање, ево да не навлегуваме многу на ова прашање. Што правиме со старењето? Да речеме, кажуваат, нели се зимаат хормони за сме гледале, сме читале, дали старењето, хормоните влијаат на старењето? Процесот на старење, значи тоа е процес кој што е неминовен, факт е, ама да речеме дали хормоните можат да предизвикаат тоа? Сега тоа е малце комплицирана состојба, затоа што како што се намалува секреција на половите хормони, се намалува потенцијалот за создавање и одржување на мускулна маса. А од друга страна, како повеќе старееме, толку сме помалку физички активни. Тоа значи дека од двете страни имаме два големи ризик фактора за да се намали мускулот. Како што се намалува мускулот во телото, се појавува зголемена телесна тежина, меѓутоа се појавува и саркопенија. Тоа е губење на мускулот, на мускулното ткиво. Ова представува еден огромен ризик за инсулинска резистенција. Таа инсулинска резистенција ја отвара портата за развој на кардиоваскуларни болести, диабетес, нарушување на мастите, а тоа води кон потенцијално и деменција. Така да хормоните се самата каскада почнува од половите хормони. Деменцијата е, мислам дека е стварно исто и тоа е некоја епидемија, можам да кажам. И претежно се случува на интелектуалци, тоа гледам, по-честа е него на ваква... Повише ги приметувам, бар ја не знам. Дали хормоните предизвикуваат или... Индиректно преку овие механизми, така практично целата каскада почнува од намалувањето на естроген и тестостерон. Така. Намалување на, како што кажав, намалување на мускулно ткиво и понатака се исто така тука може да се вклучени и тироидните хормони. Че можно е да постои некое лесно нарушување и тука. Како се спасиме од деменција, мене тоа ми е Немам уште лек за тоа, али мислам дека многу... Јас знам дека брат ми работеше во фармацевтска индустрија и стално го потенцираме сите лекови кои се работи за мозок во трета фаза на испитување прекинуваат бидејќи не успеваат. Значи баш онака најголема енигма е и деменцијата е баш таква, по мене мислам работа кој што не знам дали постои можност некаков по тебе, дали има нешто ново што е на пазаров што искача дека можеме се спасиме од таа деменција или тешко. Не е тоа моје поле, меѓутоа знам дека некои од овие GLP-1 молекули кои што ги збориме, во принцип се прават клинички студии дали може да влијаат позитивно или да бидат дел од превенција за деменција, за Алцхајмерова болест.
Така. И сега тоа се клинички испитувања, меѓутоа може на крај да исплане дека хормоните имаат многу поголема улога неголи што се мислело. Што се мислело така. Затоа и го спомнати дека експанзијата се очекува наредните 10 години, бидејќи навистина и ја исто сметам дека е една гранка која што многу години беше, не да кажам подценета, но цело време се кажуваше кога ќе се мисли на ендокринологија, се мисли само на шекерна болест. И тоа е тоа. Значи имаш диабет, идеш на ендокринолог, инсулин минус таму, да и тоа се. Ти знаеш кога сваќаш дека толку многу работи се поврзани, затоа ја направив емисијава баш да покажеме колку работи се и каков тип на пациенти се доаѓаат кај тебе. Еве се неминовно прашање, што идеш, што правиме со стресов? Што се случува хормонално со стресот? Како еве стресот, спиењето, несоницата. Значи све е тоа поврзано на некој начин со хормонален дисбаланс по мене. Да, едно од најпознатите хормони на стрес е кортизолот, веќе мислам и го спомнавме, кој што медицината, ендокринологијата сега го третира или е патолошки многу покачен, или е нормален. Она средина измеѓу, која што може да фаќа осцилација, кога ќе се направат ендокринолошки тестови, резултатите се уредни, е нешто за што немаме одговор. Меѓутоа, континуирано покачени вредности на кортизол носат до појава на многу болести. Повторно се тука дијабетесот, кардиоваскуларните, оние кои што се впрочем и најзастапени. Она што е битно е дека процесот на спиење, на апетит, на расположение, тоа се најинтимните делови од нашиот живот се диктирани од нашите хормони. Доколку имаме покачени стресни хормони, сето тоа ќе биде нарушено. А оние хормони кои што ги нарекуваме на среќа, и тоа како постои дисрупција, доколку над нив доминираат хормоните на стрес. И во принцип, сето ова е уште многу теориски. Имаме многу начини како со начин на живот да ги подобриме хормоните на среќа, да ги намалиме оние стресни хормони. Меѓутоа сега во голема мера се сведува на колку јас можам вистински да му пренесам на мојот пациент за да ме свати дека тоа што му го зборам денес ќе се валоризира за 10 години од сега. Има ли љубовни хормони? Окситоцинот, хормонот на љубовта. Да, тоа да. Што ќе ми кажеш за тој хормон? Во окситоцинот е, да, во принцип прво многу важен хормон, пошто е поврзан со самиот пораѓај и со самото доење, меѓутоа се вика хормон за љубовта затоа што се стимулира при најчесто физички контакт, како прегратка, бакнеш. Така. Значи нешто што го споделуваме со блиските. Дури за оние кои што сакаат кучиња, се лачи кај луѓето кои го галат своето куче, дури непознато ако се љубители на кучиња. Тоа го читав негде, вика бакнеш подолго од 6 секунди и хак подолго 20 секунди, тогаш се почнува да се лачи окситоцинот. Во секој случај спиењето мислам дека исто е едно од инсомнијата, исто е едно од главните проблеми за мислам дека се хормонални и така натака. Али пак мислам дека дали постојат суплементи, дали треба нешто да примаме, дали треба нешто да добиваме, тоа што се прима сега, што се пијат и витамини, не знам. По тебе дали во амбуланта ти препорачуваш нешто конкретно, ако има инсомнија, што да се напие, пример, или дали ако има за стрес, тоа е друга специјалност по принцип, не е баш да не влегуваме во психијатрија сега, али по принцип што би сугерирала ти ако има инсомнија или повторно би испитала све лабораториски па би давала или? Па прво треба да сватиме дека серотонин и допамин се многу важни во нашето тело. Серотонинот е и двата се невротрансмитери, тоа се молекули кои што пренесуваат. Дај да ги објасниме нив, тие ми се многу битни, сакам да ги чујам за серотонин и за допаминот. Што би кажал за нив? Невротрансмитер значи молекула која што пренесува сигнал од еден неврон до друг. Меѓутоа се поврзани со хипоталамусот, односно доаѓаат од таму. Серотонинот е оној хормон кој што е одговорен за расположението, меѓутоа хормон кој што има многу улога во апетитот, во спиењето. Она што го збориме сега. Допаминот е оној хормон кој што е одговорен за награда. Секогаш кога ќе направиме нешто кога чувствуваме дека сме задоволни, тука е допаминот. Намалено количество на овие хормони во принцип доведува до оние промени
несоница, нарушен апетит, тоа се работи кои што ни влијаат на квалитетот на животот. Повторно не се животно загрозувачки, меѓутоа ни го менуваат животот. Немам лек да го дадам, кој што ќе го оправдам со тоа што нели со овие минорни работи кои што ги кажуваме, они влијаат на квалитетот на животот, нарушено спиење, нарушен апетит, нерасположение. Она што можеме да го правиме е да се обидеме природно да ги стимулираме да се лачат. Еден чист пример како може да стимулираме секреција на сите овие 4 хормони заедно со ендорфините е да подготвиме оброк со некој кој што ни е близо, кој што го сакаме. Самиот контакт близу со личното што ја сакаме, заедничка активност ќе предизвика секреција на окситоцинот, хормонот на љубовта, меѓутоа има храни кои што стимулираат и серотонин, допамин и ендорфини. Заедничка вечера и преку вечерата или ручек, преку тоа најмногу се стимулира. Да, меѓутоа здрав оброк со некој кој што ни значи на маса нареден, не пред телевизија, не пред Netflix. Значи има филозофија и во тоа и зашто медитеранскиот начин на живот е најздрав. И како е објаснувањето за тоа? Што би значило ако јадеш, да речеме, со некој што ти е драг, имаш заеднички ручек, каде доаѓа тоа лачење најмногу? Значи зависи што јадеш или не? Апсолутно, пример за чинетата храна лачи ендорфини. Ендорфините се природните аналгетици кои што ги имаме. Или ендорфините се оние кои што се лажат кога ќе имаме некоја физичка активност и после сме среќни. Триптофанот е аминокиселина, има во повеќе храни. Таа го лачи серотонинот, а допаминот се лачи во храни кои што се пробиотици, како јогурт, како кисели краставички, како месо. Така да интересно. Да. Можам да кажам. Па добро, еден начин е како да можеби нешто дознаат, можеби да ги стимулираме гледачите малце помалку да јадат пред телевизија, повеќе да го делат оброкот со саканите. Баш убаво. Интересно. Мислам баш онака интересно и ми се свиѓа што го кажа. Може да се практикува, да. Баш би било убаво. Накратко да објасниме што е шеќерна болест. Ајде наједноставно да почнеме. Бројките само растат, а и дијабетесот е првата болест која што е прогласена за пандемија да не е пренослива. Добро, убаво кажам. Меѓутоа, она што ја карактеризира се високите вредности на шеќерот во крвта. Така. Постојат повеќе видови на дијабетес, оние кои што се најзастапени се тип 2, над 90% од случаите, тип 1 и дијабетес во бременост. Така. Тип 1 и тип 2 дијабетес имаат една заедничка карактеристика, тоа е покачената гликемија, меѓутоа како медицински состојби се сосема различни. Она со која што јас најмногу работам е тип 2 дијабетесот кој што е најзастапени во Македонија. Тип 2 дијабетесот е мултифакторијална, мултигенетска болест за која што се уште немаме конкретен одговор, меѓутоа во денешно време има нови лекови кои што апсолутно овозможуваат задржан квалитет на живот на сите пациенти. Кај пациентите со тип 1 технологијата на вистина многу напредува. Во денешно време имаме сензори за постојано мерење на гликемија, постојат инсулински пумпи, квалитетот на инсулин е многу напреден. Так. Практично со правилна едукација и тие луѓе имаат задржан квалитет на живот. Што е да речем разликата кај дијабет кај деца и дијабет кај возрастни? Усвари кога влегува дијабет за деца, кога преваѓаат во возрастни? Која годините кога веќе ги третираме не како деца, него како возрастни? Па магичната граница е 14, меѓутоа како напредуваше медицината, свадивме дека дијабетесот повеќе не го делиме на деца и возрастни, затоа што имаме многу повеќе деца кои што имаат тип 2. Јас имам пациенти на 14-15 години кои што веќе развиле тип 2, тоа порано беше незамисливо. Така. Најчесто се тоа обезни деца. И покај возрастни, зборам 50 на години 40, може да се диагностицира тип 1, затоа што како напредна медицината ги напредивме методите на диагностика, а со тоа возможивме и подобар третман. Но тука излегува и моментот дека пациентите со дијабетес, ако прават онака како што се договараме, ако ги следат советите и ја примат терапијата, ќе имаат наистина долг и квалитетен живот. Да, порано беше нели направо храна, па имаше таблети, па идеше инсулин. Мислам дека сега и третманот одма на инсулин си иде. Мислам, не знам дали или се уште има
има чекори до инсулин. Мислам, заклучивме дека храната е важна за сите хормони. Да, така Нели, да. правилна исхрана. Не, добро, тоа храната не е, да. не го земе. Нормално ако имаш диабет нема да еш чоколада, мислам сега, и тоа не е самото по себе ти кажува, гледаш колку што можеш да ги трнеш сладките работи, бидејќи стварно е не би требало во секој случај. Али да речеме од аспект на тоа, нели порано долго време се примаше диабенезе, како се викаше тој, имаше, знам на времето се тоа. Да, тоа се стари лекови кои што веќе се исфрлени. Да, така да сега веќе третмано директно се оди или Не, зависи за кој вид, ако е тип 1 секако, со тоа што кај тип 1 идејата е да се едуцираат пациентите да знаат што ќе јадат и колку инсулин ќе им треба. Од тој аспект имаат малце поголем избор на храна која што може да јадат, вклучувајќи го тука и чоколадата, затоа што тип 1 се најчесто послаби индивидуи. Тип 2, да, диабенезе беа лекови кај тип 2, тоа беа порано лекови кои што имаат за цел да го истицаат панкреасот, меѓутоа се имаме нови лекови, вклучувајќи ги GLP-1 молекулите кои што иницијално се измислени за третман на диабетес, така. кои што покрај губиток во килажа ја подобруваат и инсулинската сензитивност. А она што е најважно е дека обезбедуваат кардиоваскуларна безбедност. Така. И сега да речеме како се контролира кај деца? Пример, ако треба да прима инсулин, давањето, мислам дека е малку комплицирано дете редовно да прима терапија или Јас не работам конкретно со деца, меѓутоа апсолутно е контролирано дете од 4-5 години кое што нема во тој момент капацитет да свати дека треба. Во денешно време постои друг начин, тоа е преку инсулински пумпи. така. И оние сензори кои што ги спомнав за континуирано мерење на глукоза, затоа што родителот на телефонот добива алерти. Аха, И ако не во го прима. принцип, да, многу полесно може да Да, го тоа е изрегулира баш- диабетесот, меѓутоа е предизвик секако. Например, конкретно кога се збори за диабетов, кои се компликации од диабетот? Зошто е страшен диабетот, усвари, кога ќе се размести? Зошто е високото ниво на шеќер е проблем? Ако не го третирам, што ќе ми се случи? В принцип. Сега јас знам, сам да Така на да. гледачите да објасниме. Наједноставно кажано, шеќерот во крвта патува насекаде. Тоа значи дека потенцијалот за компликации е безграничен. Може да го искомплицира, да го наруши интегритетот на секој орган, меѓутоа она што прво најмногу страда се крвните садови. Така. И сега, крвните садови може да бидат дел од некој поголем, но дел од некој помал орган. Оние компликации кои што најпрво се јавуваат е на ниво на малите крвни садови, тоа се на очите и бубрезите. Меѓутоа, процентуално пациентите со диабетес, особено со тип 2, во голема мера развиваат и кардиоваскуларни компликации. Така. И тоа е она што се обидуваме да го спречиме со овие нови третмани. Така. И мислам има огромна разлика претпоставувам од порано и сега. Апсолутно. Ако редовно се прима, се прави Овие 10 години се една револуција во третманот на диабетесот, затоа што претходно немаше правец, се беше сивило. Сега конечно имаме нека трасирана траекторија и искрено се надевам дека во наредните 10 години ќе имаме уште подобри лекови. Затоа што најновите протоколи за диабетес се прво да се спречат компликации, а тек потоа да изрегулираме глукозата. Се нормално е шеќерот да биде 20, меѓутоа А од кај доаѓаат тогаш овие проблеми од типот на кога се разговара, едноставно бројката на диабет се зголемува, луѓето се поинформирани што треба да јадат, што не треба да јадат, лековите се многу посовремени од претходно што беа, а пак бројката не паѓа. Едноставно е дали е генетика упрашање или е начинот на живот или не знам. Поте, се тоа. се тоа. И начин, да, бројката расте, меѓутоа свесноста не расте со тој интензитет како што расте бројката со диабетес. До 1800 година животниот век бил околу 30 години. Од 1800 година до 1900 година животниот век бил 35 години. Значи отприлика. Значи само 5 години се зголемува. Збориме за период кога немало загадување на воздух, кога се јадело органска храна, кога немало загадување на реки. Значи од моментот кога влегува науката, едноставно животниот век станува сега 70-80 години. И затоа ми беше дискутабилно у целава ситуација да имаме современи лекови, имаме храна, знаеме веќе, значи сегде можеш да прочиташ да правиш, а повторно диабетот е пак е ендемичен, пандемичен и како сакаш да го крстиш. За диабетот првите записи мислам дека се 4 години пред нашата ера, на нешто како камен запишани, така да тој постои од секогаш. Меѓутоа, начинот на живот во смисол нашето општество какво е? Сегде одиме со кола, не вежбаме, седиме пред телевизор. Самата физичка неактивност и улежаноста практично представуваат огромен ризик, затоа што кога сме улежани, кога не сме физички активни, прво не се лачат хормоните на среќа. Кога не се лачат хормоните на среќа, се зголемува апетитот. Ако седат дома си јадат.
Значи, тоа е затворен круг, апсолутно, меѓутоа факт е дека постои генетика. Постои генетика, така. И има нешто што е многу популарно во денешно време, а тоа се ендокрини дисруптори. А тоа се минимални молекули кои што практично се наоѓаат во пластиката, во шминките, во храната. Тоа е нешто што е доста интересно поле на изучување во денешно време, кое што ветува многу. Меѓутоа, од овој момент, она што прави кај моите пациенти кои што читаат, ги парализира. Наеднаш се затвараат, ништо не може да едат, ништо не може да прават, не може да стават стик, некои други работи. Од тој аспект ендокринологијата има уште многу, Така. уште многу чекори пред нејзе, меѓутоа, она што е до нас, од она што мислам дека успеавме да пренесеме, е дека треба да се дружиме, треба да поминуваме време со блиските, треба да се трудиме да се храниме здраво, меѓутоа и во друштво. Така. И она најтешкото е редовната физичка активност. Како, еве, на крај, како би завршила? Значи, еве, ти на крај кажа нешто, али, еве, како една завршна реченица, кој е твојот совет до гледачите? На кратко. Мојот совет, животот е еден, животот е и убав, треба да се трудиме да го живееме максимално колку што можеме, без оние стеги од секојдневно читање на Google, на ChatGPT. Ако има некој проблем, кој што сметаме дека е одреден вид, пример хормонски, да се јавиме на лекар, не сами да се лечиме. Така. Меѓутоа, убавината на животот е во споделени моменти. Така. Од тие споделени моменти доаѓаат и оние хормони кои што не прават среќа. Надица, фала ти многу што беше мој гостин. Поканата. Драги гледачи, почитувани слушатели, се гледаме наредната недела со нова емисија. Фала ти, Надица.